Клошарана една, вие најавте зборите за Кочани и за луѓето од Кочани. И вие најавте зборите за предавство и за пари и за куповина и не знам што. Ало, 14 луѓе изгореа во модуларна болница. За Венко Филипче, Зоран Заев и овој како сегаше Кочан Ѓуше да направат пари. Одговараше ли некој? Ја не го продадов ЕДС непосредно пред менување на името. Брат ми нема фирма што увезува батаци од Аргентина, ама ДЕА е заинтересирана за него. Не сме ние коосновачи на Евроагрија, каде што најдоа 30 тона марихуана. Не сме ние косопственици. Косопствениците се на Бихачка, а другите се Струмица. Ние не продадовме избори, ние не го продававме Коста Костадинов, не се обидовме да го продаваме Сашко Митовски, Ладич не го продававме ние, Стевче не го продававме ние, Габриела од Битола не ја продававме ние, Томе од Крушево не го продававме ние, овој Цезаров на батерии ги продаде. Само треба да знае една работа. Као доктор е најбољи неврохирург у Европа може. Као политичар треба да биде свесен дека уште 7-8 месеци има до застарувањето на делата од истрагите за Зоран Заев. После тие 7-8 месеци. Он е на удар. Колку треба да си малоумен да пишуваш соопштение за Мечка и за Инфомакс, каде што ти се објавуваат сите соопштенија, реакции, пресконференции секој ден, без исклучок. Колку? Да си многу глуп. Како не ви е јасно дека ние не одиме на избори, ние не се бориме за гласови, ние не сме ви политички непријател, од нас може да имате корист. Вас политички непријатели е ВМРО ДПМН. Вие што направивте, што одлучивте да правите? Да се соочувате со Левица и Инфомакс. Значи, вие сте тие кои што го разбиваат опозицијското ткиво во државава. Едно, затоа што сте глупи, второ, не зборам за цело СДС, само да не се разбереме погрешно, значи зборам за 5 души у СДС. И знаат кои се тие 5 души. Да го разбивате опозицијското ткиво во државава, зошто? Едно, затоа што сте недоветни, второ, затоа што вашиот договор е таков. Да ја разбивате опозицијата, да глумите опозиција, да ја разбивате вистинската опозиција, за да му учините на Христијан Мицкоски. И така треба. Кожинката ваша да си ја спасите. Браво! Али мора да му се честита од оваа позиција на Христијан, мора да му се честита пошто ве наденал, ама како ве наденал до джигер. И понатака немојте да глумите. Вие сте де факто, де јуре сега подизведувач, министер за опозиција господин Венко Филипче. И треба да те викаат на седница на влада.